Почитувани, би сакале во врска со ставовите на ВМРО-ДПМН, а поврзани со предлог законот за попис, да истакнеме неколку од нашите принципиелни ставови и некои од нашите принципиелни забелешки на концептот и на законот кој што е во собраниска процедура. Прво, за ВМРО-ДПМН успешен и позитивен попис ќе биде само попис кој што е целосно усогласен со стандардите на Европската Унија и со стандардите на Евростат. Попис кој што би се одржувал по примерот на пописите кои што се одржуваат во сите членки на Европската Унија. Тој попис ќе биде усогласен и ефективен за Република Македонија и ќе даде податоци кои што ќе бидат од полза за планирањето за идниот развој на државата. За жал, граѓаните, а и ние, повторно имаме чувство дека пописот се користи за политички цели и е предмет на политички калкулации помеѓу партнерите во владиното мнозинство. Како пример, тоа видовме дека не е добро и не сакаме да дозволиме да биде предмет на политички калкулации. Постои сериозна регулатива, огромен број на документи од Европската Унија и Евростат. Она што треба Република Македонија да го направи е да ги вгради во законодавството и да ги примени. И трета принципиална забелешка, односно принцип, е дека пописот не смее и не треба да се разбере како страв или како радост на било која етничка заедница од можноста за добивање или за губење на било какви граѓански права. Пописот мора да биде исклучиво статистичка операција која што ќе помогне за понатамошниот развој на Република Македонија. Дозволете ми да ви кажам дел од конкретните забелешки кои што ВМРО-ДПМН денеска ќе ги презентира на тим од владата во насока на обидот да најдеме усогласување. Прво, во согласност со неколку регулативи од Европската Унија под број 763 од 2008, број 543 од 2017, број 712 од 2017 и така натака, ние ќе побараме од владиното мнозинство разбирање дека попис се извршува на почетокот на секоја декада. Односно, нашето барање ќе биде Република Македонија пописот да го спроведе во 2021 година, а до тогаш да има сериозно време и оперативно и за разговори пописот да биде спремен на најдобро возможно ниво. Понатаму бараме дефинирање, нешто што недостасува предлог законот, на сите изрази и поими кои што се употребуваат во законот, кои што потенцирам е лекс специалис. Закон за еднократна употреба, кој што не може да се повикува на дефиниции од други закони, туку во себе треба да ги содржи дефинициите за тоа што е население, што е вообичаено место на живење, што е официјално место на живење, што е домаќинство и така натака. Како примери има десетици и десетици, стотици закони во Република Македонија кои што на самиот почеток ги дефинираат поимите кои што понатаму се употребуваат во законот со цел во текот на примената на законот за попис да нема двојни, тројни и повеќе слојни толкувања на основните поими од законот за попис. Понатаму, за жал, мораме да истакнеме дека немаме доверба директорот на Државниот завод за статистика да биде носителот на целата пописна операција. Сепак станува збор за лице политички назначено од страна на политички орган, влада на Република Македонија, и сметаме дека за оваа операција треба да се најде начин за некое колективно тело, пред се составено од стручни лица, не од политички лица, професори, академици, луѓе кои што имаат долгогодишно искуство, тело колективно кое што би добило целосна поддршка од Собранието на Република Македонија и зад кое што би застанало најшироко возможно мнозинство во ова собрание. Тоа ќе биде принцип за нас многу значаен, но и за државата многу значаен, дека сите политички групации во собранието даваат доверба на одреден состав на луѓе кои што имаат
стручен бекграунд зад себе за да спроведат една таква битна статистичка операција која што за жал од 90-та година до сега, иако со неколку обиди и неколку условно кажано успешни примери, ние немаме реален попис спроведено на територија на Република Македонија. 91-та имаше неуспешен попис, 94-та имаше сомнителен попис, 2001-втора имаше попис кој што до ден денеска различни групации го оспоруваат, потоа имаше обид за попис, неуспешен и така натака. Ние реално немаме одговорно направено попис не само во последните 10 години, туку во последните 30 години. Исто така бараме да се дефинира нешто што не е дефинирано во законот, што е резидентно население во Република Македонија. И тука не нудиме наши толкувања, не нудиме наши дефиниции, туку бараме да се применат дефинициите на Европската Унија и Евростат, онака како што се применуваат во сите држави членки на Европската Унија. Исто така бараме нешто што не е предвидено со законот воопшто, за жал, што за нас е многу чудно, пописот да се спроведува врз база на релевантни и точно наброени документи. Онака како што сега е предложено во законот за попис, апсолутно граѓаните нема да имаат потреба да приложат било каков документ. Само со кажување на матичен број свој или на комшија или на пријател или на некој што живее 10 куќи од вас, ке можете да го попишете тоа лице без да приложите било каква документација. Ние бараме да се приложи документација, дали тоа ќе биде лична карта, пасош, извод од матична книга на родени или нешто слично, е предмет на разговор. Значи да може да се попишат оние за кои што има релевантни документации. Исто така, во законот не е предвидено кој за кого смее да дава податоци. Онака како што е напишано во законот, практично јас или било кој од вас ќе може да даде податоци за цело едно маало. За комши 10 куќа од вас. Да каже, еве ги матичните броеви од комшиите што живеат 10 куќи од мене, попишете ја се, не се тука, они во Хрватска се на одмор, без никаков доказ за сето тоа. Ние бараме да се дефинира кој за кого може да даде пописи и тоа да оди по регулативи кои што постојат во Република Македонија во смисла на колено на семејна и лична поврзаност. Дали ќе биде тоа прво, второ, трето колено, исто така е предмет на стручна анализа која што треба да биде дадена. Но никако не сме така факултативно секој да може да дава податоци за секого. Она што е предвидено со законот кој што е во процедура е попишувањето да се спроведува на терен директно со внесување податоци во компјутер. Ценејќи го фактот дека голем дел од нашите граѓани, посебно повозрасната генерација, не можат да ја следат новата технологија, ние бараме да има пописница, односно да има документ во кој што ќе се внесуваат податоците од граѓаните, кој што обавезно ќе биде подпишан од граѓанинот кој што ги дава податоците за себе или за некој од своето семејство и обавезно да има подпис од попишувачите, за да имаме потврда дека податоците кои што се внесени, за тие гарантираат и попишувачите и човекот кој што ги дал податоците за себе или за некој од своето семејство. Зошто? Заради тоа што може да ни се случи со внесување во податоци во компјутер повозрасните луѓе да не можат практично од многу објективни биолошки причини да не можат да бидат сигурни во тоа што е внесено како податок и да не можат да гарантираат за податоците кои што потоа државата ќе ги има за нив. Доколку не се прифати ваков пристап, ние бараме во најмала рака да има еден формулар на пола страна, на една страна, кај што попишувачите и човекот кој што дал податоци ќе стави свој подпис и ќе одговара за податоците. Тие кои што ќе се попишуваат преку електронска апликација, според нас не треба да се водат како резидентно население. Немаме проблем да се попишуваат граѓаните, но да знаеме точно кои се резиденти според статистиките според стандардите на Евростат и на Европската Унија, а кои се попишуваат, а не се резиденти во нашата држава. Заради тоа што може да се случи во пописот како резиденти во Република Македонија, па да се попишат и лица кои што живеат подолго од една година, а немаат македонско државјанство. Понатаму бараме
да не оставиме за некогаш некој во Државниот завод за статистика да ги дефинира прашањата, бараме да имаме колку што е можно појасна дефиниција кои прашања ќе стојат во пописницата, кои се тие податоци кои што треба да стојат. Значи, еден пакет од тие прашања се логични и јасни од аспект на стандардите на Евростат, кои што секаде се применуваат, но сето она што би било плюс, а што има значење за секојдневното функционирање на државата и за секојдневното остварување на граѓанските права на државата, сметаме дека треба да се има увид каква ќе биде таа пописница и кои податоци ќе се бараат во оваа фаза од разговорите и во оваа фаза од донесување на законот. Она што е предложено во законот е методологијата, бирото за спроведување на попис и така натака, да ги донесува, односно да ги бира директорот на Државниот завод за статистика. Ние не можеме да дадеме гарантирана доверба на не од стручен аспект, туку од аспект дека е сепак политички назначено лице од страна на политички орган влада на Република Македонија и бараме во овие процедури за утврдување на методологија, за утврдување на пописница и така натака да се вклучи и Советот за статистика на Република Македонија, кој што е формиран и континуирано функционира, во него членуваат припадници на ЗЕЛС, припадници на трите стопански комори, припадници предложени лица од Министерство на финансии, од Народна банка, од Собрание на Република Македонија и така натака. И во тоа тело кое што не се формира ад хок, туку функционира континуирано, можеме да имаме некој степен на поголема доверба, заради тоа што таму лицата се навистина стручни и си ја водат таа работа. Ние како Собрание пред 2 месеци го оформивме во комплетен состав тоа тело. Значи, методологиите и бирото кое што ќе го води пописот треба да бидат формирани или од ново формирано колективно тело за она што ви зборував на почетокот, или во најмала рака од Советот за статистика на Република Македонија. Исто така во законот не се дефинирани базите на податоци, кои што ќе се користат во пред, за време или на завршување на сумирање на податоците. Законот ги препознава како термин носители на збирки на податоци, всушност се однесува на базите на податоци. Ние бараме јасно да се дефинираат сите извори на бази на податоци. Ќе го користам терминот кој што за вас ќе е полесен и за граѓаните пред се ќе е полесен. И бараме базите на податоци од Министерството за внатрешни работи во делот на државјанството на Република Македонија или во делот на кои луѓе се внатре, кои се надвор од државата. Податоците, односно базите од Фондот за здравствено осигурување, во смисла на осигуреници здравствени, од Агенцијата за вработување, од Централниот регистар, од Фондот за пензиско осигурување, од Управата за јавни приходи, од Министерството за транспорт, од Министерството за труд и социјална политика, се извинувам, од Народната банка, од Централниот депозитар, од образовниот систем, да бидат дефинирани и да се знае која од тие бази во која фаза од постапката ќе биде користен. Дали ќе биде во припремата на податоците, дали ќе биде во споредување на податоците или ќе биде во фаза на проверка на податоците. Реално, врз база на искуството кој што го имаме претходно, базите на податоци во Република Македонија според нашите сознанија можат и во овој момент да дадат прилично точен одговор на многу од прашањата кои што ќе се постават за време на пописот. Оставањето на флуидна и недефинирана форма на бази на оваа тема во законот за попис, исто така, за жал морам да истакнам дека кај нас отвара простор за недоверба во намерата политички да се искористи овој попис. Сите барања, па и ова, се во таа насока да изградиме доверба. Немаме намера да нема попис, напротив, мислиме дека навистина долго Република Македонија немала попис, без разлика на вина и одговорност и така натака. Факт е дека треба да има попис, но тој попис не треба да има за цел политичко задоволување на интересите, туку граѓаните треба да имаат доверба и да немаат никаков страф. Ни типа простор за било каква радост, за добивање или за губење на политички и граѓански права. Исто така, сметаме дека по примерот на спроведување на изборите, по членовите на пописните комисии и попишувачите треба да се црпат на електронски начин по случаен избор од државната, јавната, локалната администрација, но да се запази етничката
припадност во смисла на запазување на партиципативноста на попишувачите во согласност со минимум доверба, а стекната врз база на тие соодноси кои што официјално ги имаме од последниот релативно или условно кажано успешен попис. Исто така бараме попишувањето да не го спроведува по еден попишувач. Заради тоа што тоа ќе биде основ за било каков сомнеш. Дали е македонец, турчин, албанец, ром, влав, србин, бошњак или припадник на некој од помалите неспомнати во уставот етнички заедници, бараме да не биде еден, заради тоа што тоа ќе е основ за недоверба на прибраните податоци.